Нема пауза на светско во Катар. Завршува групна фаза, ома почнува осмина финале. И нормално, како што и очекувавме, изненадувањата се тука. Првите осмина финални надпревари се Холандија, САД и Аргентина, Австралија. Баш Австралија е едно од изненадувањата. Јас сум Јовица Симоновски TJ, а вие добре дојдовте во новото издание на Овертајм на YouTube каналот BMG Sports. И нормално, пред да почнеме со осмина финалето, ве молам притиснете subscribe и кликнете на звончето за да добивате известувања за сите нови видеа. Ќе почнеме со вечерниот надпревар Аргентина-Австралија. Него Аргентина и Меси вака така се најдоа во осмина финале. Се вратија брзо по поразот од Саудиска Арабија, па сега им се отвори пат кон четвртфинале. Го имаат најлесниот можен ривал за противник. И ќе го поминат, ама пак ќе кажам, тешко до титула. Предноста е што имаат големи мотиви. Сите играат за Меси, ама Меси изгледа не игра за сите. Меси има еден куп рекорди и невообичаено да има негативен рекорд, ама го има. По промашениот пенал со Полска, Меси стана првиот фудбалер во историјата што промашил два пенали едно по друго на едно светско првенство. Ама пазете на историјата. За прв пат во историјата Аргентина освои титула во 78 година, кога Кемпес промаши пенал во третото коло од групната фаза. Слично се случи и во 86-та кога Аргентина втор пат ја освои титулата. Тогаш Марадона во третото коло не реализираше пенал. А сега Меси. Ова може да биде најава за титула. А за Австралија ова е втор пат да се пласираат во осмина финале. Сега, Австралија е третата репрезентација што поминала во осмина финале откако првиот меч го загубила со 4 или повеќе голови. Првата била Југославија во 1990 година. Втората е Украина во 2006 година. Според ова, Австралија треба да се пази. Југославија веќе не постои, а во Украина има војна. Тешко Австралија. Тешко за Австралија и сега против Аргентина. Јас се навивам за кенгурите, ама мислам дека ќе изгубат. Аргентина ќе слави со 2-0. Првиот осмина финале надпревар се игра од 16 часот каде мојата Холандија игра против Америка. Се знае кој е кој што поише могаме да правиме. Лесен беше последниот надпревар со Катар. А кога сме кај Катар, мора да се каже дека Катар се покаже како одличен домаќин. Не сакаше да победи против никого. Шала на страна. Катар испише историја со тоа што стана прв домаќин на едно светско првенство кој што ги загубил сите три надпревари. Да се вратиме на осмина финалето. Ван Гал имаше неверојатно добра ротација на фудбалерите и допрва го очекувам најдоброто од Холандија. Па го имаат Коди Гакпо, кој што руши рекорди. Напаѓачот стана првиот фудбалер на светското првенство кој што постигнал голови на три надпревари поред. Првиот холандски фудбалер кој што реализирал голови на своите први три надпревари на светско првенство. Само 3 холандјани претходно реализирале голови на своите први три надпревари. Нескенс во 1974 година, Беркамп во 1994 година и Весли Снајдер во 2010 година. Ама мора да признам дека од Америка се плашам. Значи, постојано уште пред стартот на светското првенство ги зборам дека се потенцијално најголемото изненадување. И еве ги во осмина финале против Холандија. Добри се, веќе не играат сокер, веќе играат фудбал, и тоа добар фудбал. Две нерешени со Англија и Велс, каде што беа подобри од противниците, и победа кога највеќе требаше против Иран. А до вчера женскиот фудбал беше на повисоко ниво од машкиот во Америка. Американките извојуваа победа со федерацијата минатата година кога се изборија за еднакво со машкиот фудбалски национален тим. Според договорот, паричната награда која што машкиот национален тим ќе ја освои на ова светско првенство ќе се дели на два еднакви дела, на женскиот и на машкиот национален тим, некаде околу 6,5 милиони. Играат овие Гинарна, Терен и Јоп, женскава репрезентација ќе се опари. Опасни американки, бе. И морам да го споменам Пулишич, кој го даде голот со Иран. Се повреди при постигнувањето голот, на полувреме излезе и погледнете каде ја славеше победата во болница. Холандија е фаворит, но не смеете да ги отпишете американците. Знаете дека ќе навивам за Холандија. И ќе слават победа. Мислам дека ќе биде 2-1 за Холандија. Тоа беа првите два осмина финални надпревари на светското првенство во Катар. Утре очекувате ново видео со следните два осмина финални надпревари. Франција, Полска и Англија, Сенегал. Топ надпревари. Следете ме, се гледаме.